Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Штрајк на вработените во управата и правосудството во Охрид бараат минималец по закон и усогласување на останатите плати. Матичните лекари Светскиот ден на здравието го одбележаа со протест. Владата ќе го продолжи економско-социјалниот диалог со синдикатите за зголемување на платите, но не е добро да се врши притисок со штрајк, порача премиерот. Засилени полициски контроли за спречување на рибократството бараат невладините. Одбележена 120 годишнина од смртта на војводата Методи Пачев. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето облачно, нестабилно, проследено со врнежи од дожд, ветер, но релативно топло. Максималната дневна температура 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро со локална облачност, но посвежо со пад на температурите. Утре на северозападна, западна и централна Европа, но и во североисточна Европа времето облачно со врнежи од дожд со засилен ветер и ниски температури. Во северна Европа и над Алпите врнежи од снег, во останатите делови од стариот континент стабилно со сончеви периоди. Во петок на Балканскиот полуостров претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и потопло со пораст на температурите. Дневната во интервал од 16 до 23 степени Целзиусови. Во Македонија во петок времето посвежа. Пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од -1 до 7 степени, во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и потопло со пораст пак на дневните температури. Максималните дневни утре во Македонија од 16 до 23 степени Целзиусови. Во Охрид во петок сончево време со локална облачност и топло, минималната 4, дневната 18 степени. Во сабота сончево, локална облачност, но топло со максимални 19, а во недела умерено облачно и нестабилно време. Врнежи од дожд, ниски температури и дневна температура од само 8 степени Целзиусови. Во понеделник по свежото утро со температура од само 2 степени, во текот на денот сончево и потопло со максимални 10 степени Целзиусови. Атва Хом Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хом Центар. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработлување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Вработени во судската администрација и фондовите во Охрид го искажаа своето незадоволство од непочитувањето на законот за минимална плата. Платата за месец март се исплаќа по старо, но кој ќе ја сноси одговорноста за непочитување на законот за минимална плата? Прашуваат вработените во управата и правосудството. Бараат нето плата од 18.000 денари веднаш за сите вработени, кои во овој момент се под законски минимум, и линеарно зголемување на сите останати плати за износ од 2800 денари. Судските службеници во Охрид денеска излегува на предупредувачки двочасовен штрајк пред основниот суд. На тој начин тие се приклучија на протестот кој го организира Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и издруженијата УПОС низ целата држава. Бараат исплата на минимална плата веднаш за сите вработени кои во овој момент се под законскиот минимум и линеарно зголемување на сите останати плати за износ од 2800 денари. Скоро сите од Г категорија на вработени, референт, помлад референт, виш референт и самостоен референт, се под минималната, сега што ќе е, и тоа е некаде околу 50 до 60% од вработените. Додека за останатите се до минималната сега ќе бидат. Стручни соработници со положен правосуден испит ќе имаат до минималната. Незадоволството кај вработените во управата и правосудството е дотолку поголемо затоа што нивото на месечните примања кај нив е замрзнато со години. Само кај нас, од јавниот сектор, до сега нема зголемување на платата од 2018 година, додека во другите сектори по неколку пати им е зголемена. Вработените во Фондот за пензиско и здравствено осигурување во Охрид добиле плата за март пониска од законскиот минимум од 18.000 денари. И тие денеска се приклучија на протестот од Синдикатот на УПОС, бараат исплаќање на минимална плата согласно закон. Стојче Тасески, повереник на синдикалната организација УПОС при ФЗОМ за ТВМ вели, се надеваат дека работодавачот ќе најде начин да изврши до исплата на платите до законскиот износ на десетината вработени кои добиле пониска плата од минималец за март. Но прашува што е со останатите категории работни групи, каде е потребно усогласување на платите, односно нивно зголемување за 2800 денари. Денеска се протестираше во сите оние институции каде имаат синдикални организации, како што се министерства, агенции, фондови, управи и судови. Штрајк со прекин на работата од 10 до 12 часот е најавен и за утре. Стотици матични лекари и медицински сестри на Светскиот ден на здравието го одбележаа со протест пред Министерството за здравство. Главната причина за протестот е неисполнетото барање, капитацискиот бод од 63 денари да се покачи до 90 за еден пациент. Според капитациските бодови на матичните приватни лекари од Фондот за здравство добиваат приходи за нивните амбуланти и вработени. Бараат да се смени начинот на препишување лекови за хронично болните пациенти и да се воведат нови лекови, да се најде нов начин на плаќање на лекарите во примарното здравство и на лабораториите, односно се бараат решенија за да има лекари и за опстанок на примарното здравство. Од Сдруженијето на матични лекари најавија дека од утре следува повеќе дневен штрајк. Од 11 април понеделник вработените во градинките, основните и средните училишта ќе почнат генерален штрајк, најави председателот на Синдикатот за образование, наука и култура СОНК Јаким Неделков. Ова доаѓа откако СОНК не успеа да се договори со владата за зголемување на платите согласно новата минимална плата. Според последните информации од СОНК, штрајкот е се поизвесен. Наставниците, воспитувачите и другиот образовен кадар ќе штрајкуваат, односно нема да работат со децата. Воедно ги повикаа родителите да имаат разбирање за проблемите на вработените. Владата ќе продолжи со економско-социјалниот диалог, но не добро прво да се најави штрајк, а потоа под притисок да се доаѓа на разговори со владата. Посочи денеска премиерот Ковачевски во врска со протестите од повеќе синдикати за зголемување на платите. Зголемувањето на сите плати треба да ги има, но со методолошки пристап, затоа што во спротивно може да се предизвика инфлаторен притисок, порача премиерот.
Покачувањето на минималната плата не треба да биде причина за отпочнување на протести. Тоа е плата покачена на работниците доминантно во приватниот сектор кои што работат во фабрики и во услужен сектор. Тие се 90% од вкупно вработени на минимална плата во приватниот сектор, кој ги плаќа платите на сите оние кои што работат во јавниот сектор, кажа премиерот Димитар Ковачевски на новинарско прашање во врска со најавените протести од страна на повеќе синдикати. Јавниот сектор има 138.000 вработени. Тие 138.000 вработени ги примаат своите плати благодарение на придонесите, благодарение на даноците кои што ги плаќа приватниот сектор. Тоа не треба да биде причина да се врши притисок и да се прават протести. Јас исто така велам дека треба да се зголемуваат сите плати. Меѓутоа, тоа зголемување на платите треба да се прави низ методолошка рамка, која што нема да биде направена веднаш, во еден момент, затоа зашто тоа може да предизвика дополнителен инфлаторен притисок од кој што нема да има никој никаква корист. Премиерот напомена дека во 2017, 18 и 19 година најголем дел од платите се зголемени за 20%, во образованието платите биле зголемени кумулативно 21% во изминативе години, исто така платите на лекарите биле зголемени и капитациите и финансиските средства кои што владата ги издвојува за здравството. Во врска со најавениот штрајк во образованието, премиерот порача дека местото на учениците е во училиштата, а владата и синдикатот ќе го продолжат социјалниот диалог за барањето за повисоки плати. Ние имаме многу јасен закон во однос на организирање на штрајк во сите делови. Училиштата, Министерството за образование, општините, кога се работи за основно образование, треба да го организираат работниот процес, бидејќи децата мора да имаат образование, особено што излеговме од период на пандемија скоро 2 години, каде што децата мора да седат дома. Јас знам дека на никого не му беше лесно, меѓутоа јас се надевам дека во наредниот период ќе изнајдеме решение. Владата ќе продолжи со економско-социјален диалог, но не е добро прво да се најави штрајк, а потоа под притисок да се доаѓа на разговори, посочи премиерот. И во такви услови владата разговара нормално со сите представници на синдикатите и јас сум сигурен дека на крајот на денот ќе изнајдеме решение кое што ќе биде на обострано задоволство и на работниците и секако на оние кои што ги плаќаат даноците за да се исплаќаат тие плати. Во врска со исплатата на минимална плата во јавниот сектор, каде во одредени институции не е се уште исплатена плата до 18.000 денари, Ковачевски кажа дека е потребно да се изменат одредени закони кои што се во собраниска процедура. Оние кои што нема овој месец да го добијат минималецот, разликата до 18.000 денари ќе им биде исплатена веднаш штом ќе биде донесен законот соодветен за административни службеници. Забранете риболовот, а охридските риби ексклузивна понуда во ресторанските менија. Невладините велат, Охридското езеро е на удар на рибокраците кои дебело заработуваат уништувајќи го рибниот фонд. Бараат засилени полициски контроли, особено во Струшкиот дел. Забранет риболовот, а охридските риби ексклузивна понуда во рестораните вдолж брегот на езерото. Иако на сила е мораториум за риболов, на Охридското езеро нема концесионери рибочувари. Невладините велат токму затоа езерото е преполно со рибократци кои во трката по профит го пустошат рибниот фонд, не водејќи грижа за обстанокот на рибите, од кои некои се живи фосили. Од друга страна, полицијата врши зачестени акциски контроли за справување со рибократството. Само во првите 3 месеци годинава пронајдени и одземени се 227 рибарски мрежи, а поднесени се кривични пријави против 4 лица. Од нивните контроли извршени во водите на Охридското езеро и во кребрежјето, пронајдени се и одземени 227 рибарски мрежи во должина од 13.700 метри, со вкупно уловена риба од 123,5 килограми охридска пастрмка и други видови риба. Најголемиот број на акциите се случуваат на источниот брег на езерото, додека отсуствуваат на потегот Струга Калишта Радожда, каде непречно делуваат рибократците, велат невладините, кои бараат засилени контроли во Струшко. Нема селективност дали тие се спроведуваат на Охридскиот дел од езерото или на Струшкиот дел од Охридското езеро.
Тие се спроведуваат во различно време, во различен дел од денот и ноќта и аналогно на оние сознанија до кои што доаѓаат полициските службеници. Лани езерската полиција спроведе 279 акциски контроли, одзеде 405 рибарски мрежи во должина од 26 км со 300 кг риба. 7 лица заработија пријави за незаконит риболов. Најкритични точки каде се врши рибократството се Струшко, Радожда и Калишта. Одбележани 120 години од смртта на Методи Патчев. Охриѓани му оддадоа почит на еден од трите најголеми охридски војводи покрај Узунов и Чаулев. Должност ни е да го чуваме споменот на делото и животните успеси на големиот охридски револуционер, порача потомок од семејството Патчеви. Охриѓани оддадоа почит на охридскиот војвода Методи Патчев. На јубилеот кога се одбележуваат 120 години од херојската смрт на револуционерот, беше положено свежо цвеќе пред спомен бистата во градскиот парк. Историчарот Михаил Патчев, потомок од семејството на револуционерот, потсети на животниот пат и револуционерното дело на Методи Патчев. Имаме едно фамилиарно стебло кој што се чува уште од далечната 1780 година. И тука уствари почнува целата таа историја на хартија. Да кажеме, традицијата на фамилијата Патчеви датира уште многу поодамна од тоа фамилиарно стебло, меѓутоа ете тука почнуваат веќе да се запишуваат работите кои што се позначајни за фамилиарните традиции. Свети Јован Златус е на фамилиарна слава која што и ден денес фамилијата Патчеви и наша должност е да се грижиме, да го чуваме достоинствено како што и му прилега на делото на овај голем великан и јуна кој што потекнува од Охридскиот крај. Охридскиот војвода е роден на 14. мај 1875 година во Охрид. По потекло било од сиромашна рибарска фамилија. Неговите родители Јаким и Марија биле трудолюбиви и чесни луѓе, имале 5 деца: Коста, Сандре, Никола, Методи и Вета. Јаким не сакал неговите деца да го наследат неговиот занаед, па синовите Коста, Сандре и Никола ги дал да учат кожарски занаед, а најмалиот Методија го дал да учи. Завршува основно училиште и прогимназија во родниот град. Патчев кратко време со татко му и тројцата браќа заминува да работи како чирак кожар во Пловдив. Сепак продолжува со образованието, каде што се запознава со идеите на македонските револуционери и се приклучува кон борбата. Ние со гордост го носиме презимето и ете гледаме на најдобар може начин да го зачуваме и делото и неговиот живот и неговите успеси, бејќи не е само револуционерното дело. Методија Патчев бил една стварно интелигентна и честна личност која што ете поради недостиг на финансиски средства во неговиот период од неговото семејство немал голема материјална помош, меѓутоа успевал сам да се бори, да допридонесе, да се школува, па ете во одреден период да стане учител. Методи Патчев на 7 април 1902 година храбро го положил животот со својата чета во Кадино село Прилепско. Четата била обколена од сите страни со аскер од 500 вооружени луѓе и по 24 часовна борба, кога им снемало муниција, морале да се предадат или да умрат. На повикот од аскерот да се предадат, одговорот бил: македонски борци не се предаваат. Со песна Методи Патчев и неговите соборци со последните куршуми си ги одзеле животите. По повод годишнината од смртта на бранителот и професионален војник на АРМ Благојче Крстановски, делегација на општина Охрид денеска положи свежо цвеќе на неговиот спомен обележје во селото Ливоишта. Благојче Крстановски бил македонски бранител и професионален војник во АРМ. Загинал на 7 април 1999 година на самата граница од снајперски оган од косовска страна. Тој бил првата жртва на вооружените сили во независна Македонија, честно и пожртвувано извршувајќи својата должност во одбрана на татковината. Благојче Крстановски е посмртно одликуван со медал за храброст од претседателите Борис Трајковски и Ѓорге Иванов. Општина Охрид и Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје денеска склучија меморандум за соработка со цел да обезбедат услови за идни партнерства за развој на туризмот. Официјалниот документ го подпиша градоначалникот Кирил Пецаков и ректорот на универзитетот професор доктор Аце Миленковски.
Целта на меморандумот е продлабочување на соработката помеѓу двете институции и овозможување на услови за аплицирање на проекти кои се од заеднички интерес. Меморандумот опфаќа и реализација на практикуми за студенти, организирање настани од заеднички интерес и подобрување на капацитетите на вработените во општината со реализација на обуки, работилници и семинари од страна на Универзитетот. Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје ќе овозможи и експертска поддршка во сферата на градење и креирање на атрактивни туристички брендови и ќе додели 15 стипендии за упис на додипломски студии во академската 2022-2023 година кои ќе бидат наменети за студенти од општина Охрид. Градоначалникот Пецаков упати благодарност до професор доктор Миленковски за покажаниот интерес и изрази надеж дека воспоставената соработка ќе вроди конкретни и квалитетни проекти кои ќе дадат придонес во современиот развој на Охрид како најголем туристички центар во нашата држава. Вчера во период од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Охрид извршени се засилени сообраќајни контроли кон пешаците како учесници во сообраќајот. При тоа полициските службеници во градовите кои ги опфаќа СВР Охрид затекнале и санкционирале вкупно 41 пешак кои извршиле небезбедно преминување на улица и преминале коловоз надвор обележан пешачки преми. 17 пешаци биле казнети во Охрид, 19 во Струга. Контролите на пешаците во сообраќајот ќе бидат интензивирани во наредниот период, а целта е задолжително и доследно почитување на законската обврска за користење пешачки премини при премин на коловозите и подигнување на нивната сообраќајна безбедност, вели портпаролот на секторот Стефан Димовски. Следуваат вестите од светот. Видео објавено во понеделникот, потврдено од Нью Йорк Таймс, наводно прикажува група украински војници како убиваат заробени руски војници во село западно од Киев. Војникот пука во човекот кој продолжува да се движи, а потоа повторно пука во него. Покрај жртвата може да се забележат уште тројца руски војници, од кои едниот има рана на главата, а рацете му се врзани зад грб. Сите се облечени во униформи, а тројца имаат бела лента на ракавите која обично ја носат руските сили во Украина. Опремата е расфрлана околу нив, а на главите на руските војници се забележуваат дамки од крв. Видеото е снимено на патот 10 километри југозападно од Буча. Таму украинците затекнаа стотици тела во цивилна облека по повлекувањето на Русија, што предизвика низа обвинувања дека русите убиваат цивили во тоа место. Снимката, според Нью Йорк Таймс, најверојатно била направена на или околу 30 март, кога украинците нападнале руски конвој, додека русите се повлекувале од помалите градови западно од Киев. Во последните недели имаше жестоки битки меѓу украинците и русите. На 4 април, Ос Катерии, слободен новинар, објави на Твитер снимки и фотографии од уништениот автомобил и напиша дека украинските војници му рекле дека русите биле нападнати од заседа пред 48 часа. Пазарот на нафта бележи пат во однос на вчера. Вредноста на барелот нафта на лондонската берза од утрово е $102, за разлика од вчера кога цената на барелот изнесуваше $106 по барел. Цената за барел нафта на американскиот пазар изнесува $97. Моменталните цени на горивата на пумпите во Македонија се 81 денар за евро супер БС 95, 83 денари за евро супер БС 98 и 82 денари за евро дизел БС. Далеки има промени на цените, од утре ќе соопшти Регулаторната комисија за енергетика во текот на денот. Најмалку 3 лица се повредени во престрелка во градот Филаделфија во американската сојузна држава Пенсилванија. Во извештаите се наведува дека транспортен службеник е во тешка, но стабилна состојба, а повредени се маж и жена. Напаѓачот наводно бил мртов, а инцидентот се случил кога осомничениот пукал од трети кат на зграда кон улицата. Ранетите цивили се жители на зградата каде што напаѓачот се криел. Двајцата се во стабилна состојба и се пренесени во универзитетската болница Темпл. Пукањето се случило во 19 часот по локално време, а идентитетот на напаѓачот не е откриен. Засега не е позната причината за инцидентот. Здравствените работници кои беа донесени во Шангај за да помогнат во борбата против актуелната епидемија на коронавирус, почнаа да ги убиваат домашните миленици на луѓе заразени со COVID-19. Вчера во Шангај беа пријавени голем број од речиси 20.000 нови случаи. Веста кружи на социјалните мрежи во Кина, а граѓаните се гневни и бараат итна реакција од надлежните. Тие бараат да се отворат уште повеќе засолништа за кучиња и мачки, чии заразени сопственици се носат во други градови на болничко
сместување, бидејќи сите капацитети во Шангај се полни. Патем не може да се влезе во Шангај или да се испрати ништо освен официјални курири. На граѓаните им е забрането да ги напуштаат становите и немаат можност да се движат освен кога се прават PCR тестови во дворовите на населбата. Секој ден се врши брзо самотестирање кој им се доставува на граѓаните на врата и имаат 15 минути да го завршат тестот и да ги остават пред врата. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.